Почитувани гледачи, добар ден. Медицинско катче на Слободен печат. Имаат ли потреба децата од физикална терапија? На кои деца им е потребна физикална терапија? Дали само предвреме родените деца се подлегнуваат на третмани? Утрово на оваа тема зборуваме со магистер Дијана Мариновска, детски физиотерапевт. Госпоѓа Мариновска, добро утро, ви благодарам што ја прифативте поканата од Слободен печат. Добро утро, добро ве најдов. Најавив дел за она што е денешна тема на медицинско катче, тоа е физикалната терапија кај деца. Според она што го прочитав, околу 20% од предвреме родените деца се нормално се развиваат, меѓутоа останатите 80% имаат потреба од физикална терапија. Вие сте детски физиотерапевт. Ајде најпрво околу вашата професија, како се станува детски физиотерапевт и што е специфично и различно од оние кои што се занимаваат со физиотерапија кај возрастни? Не може секој физиотерапевт да работи со бебиња. Така. Првенствено во однос на тоа како физиотерапевтот е едуциран, односно за да еден физиотерапевт може да работи со бебиња, треба да има дополнителни дообуки надвор од образованието. И потоа времето кое што е многу битно кај бебето, односно она што можеме да го постигнеме во првата година и пластичноста на мозокот што ја искористуваме во првата година ни даваат најбрзи резултати и најдобри резултати за подобрување на сликата кај бебето. Она што го имам како податок дека кај предвреме родените бебиња практично уште во 26-та недела доколку се родат имаат потреба веднаш од физикална терапија. Голем дел од децата се родени со сплескана глава, меѓутоа кај други потоа во втора година се развива и церебрална парализа. Кога почнува практично вашата работа? Дали бебе од еден ден има потреба од физикална терапија или се чека да се постигне одредена возраст, па потоа да почне со третмани? Бебињата што се порано родени доаѓаат на свет со недоразвиени бели дробови, недоразвиено мозоче. Па тие работи ги прават најголемите компликации, односно бебињата не можат да земат воздух на самиот пораѓај или имаат крварење на мозочето кои потоа прават компликации во развојот. Односно тие бебиња се веќе ризични потоа за да развијат церебрална парализа. Голем дел, кажавте дека од бебињата имаат некакви промени, како што се промени во мускулите, односно многу згрчено бебе или многу опуштено бебе. Бебе што ќе користи само едната страна, едната рака или едната нога. Сплескано главче или користење, тоа оди во прилог на користење на едната страна од телото многу често, односно ако бебето ја држи главата повеќе на едната страна, очекуваме дека и многу често иде заедно со користење на едната страна, едната рака и едната нога. Компликации како церебрална парализа се диагностицираат дури по втората година, но можеме да видиме знаци за тоа многу порано. И затоа се почнува многу рано со физикалната терапија, односно кај бебиња кои што имаат вакви компликации како асфиксија, крварење во мозочето, многу порано породување, нели таква незрелост на мозочето и на белите дробиви, почнуваме уште на првиот, вториот, третиот ден, зависи кога ќе се стабилизира во инкубатор и значи уште во инкубатор. Така. Може ли пластично да им објасниме на гледачите како изгледаат тие вежби кои што ги правите кај малите бебиња, бидејќи сепак станува збор за новороденче кое што е помало од 2 килограми? Секогаш почнуваме со насоки за родителот што треба и како треба да се однесува со бебето дома. Односно родителот да биде физиотерапевтот дома, затоа што има највеќе време, не може да го фати бебето кога е одморено, најадено, па и бебињата многу време спијат, значи во тој мал прозорец кога ќе биде активно да го искористиме правилно. Односно се поставува на меша, да се масира, да се стимулира во првите 3 месеци со звук, со бои. Тоа е главната стимулација за развојот на бебето во првите 3 месеци. А потоа продолжуваме низ игра. Сите бебиња плачат, но тие плачат затоа што имаат отпор кон нешто ново, затоа што се плашат од некој непознат, затоа што им е тешка вежбата, можеби малку, но тоа се нормални реакции и продолжуваме преку игра. Бебињата брзо се заигруваат, потоа им станува интересно. И кога ќе видат дека можат, веќе нели има една многу пријатна атмосфера низ игра.
Тоа значи дека после третиот месец бебињата доаѓаат, претпоставувам, кај вас во болница и дека тука се прават понатаму вежбите. И порано од третиот месец се доаѓа, значи кај бебиња што се ризични, порано родени, асфиксии, крварење во мозочето, бебе кој што не ја користи едната рака, многу опуштено, многу згрчено, преценуваме дали е во ризик, дали треба дома да се работи, ама и кај што имаме голем ризик кај спастична церебрална парализа, тоа што многу порано покажува знаци и почнуваме да работиме и тогаш и не само преку игра, туку користиме и методи кои што се малце по агресивни, да кажам, на некој начин, за да можеме да постигнеме поголеми резултати. Имате долгогодишно искуство, имате ли некоја приказна која што ви можеле нели да ја издвоите како успешна на крај? Сте мислеле дека бебето нели ќе има некаков заостанат развој, меѓутоа со помош на вашите техники и технологии успеало детето да постигне напредок? Верувате, секојдневно сме сведоци на такви приказни. Постојано се изненадувам и од тоа што го прави физикалната за бебињата и од тоа колку некои родители можат да бидат посветени за едно дете. Можеби најголемиот предизвик ние да ги обидиме родителите колку треба да работат дома, колку да се посветат во овој период каде што нели уште од 6 месеци се даваат телефони на бебињата или се имаме еден тренд на пречувување на бебињата, односно презаштитување на бебињата. Практично во стаклено звоно. Да, во стаклено звоно, премногу во раце, каде што не се дозволува да се пипне ништо, а бебињата така истражуваат, така се развиваат, нели, така се развива мозочето преку движење, преку пипање, преку ставање во уста. Па многу често гледам родители кои што велат не рацете во уста, а тоа бебето така се стимулира, така осознава, така ги осознава рацете, така се стимулира за зборување. Играчките така ги спознава кога ги стави во уста, така да секојдневно си покажувам и на себе и на родителите како може физикалната или малца стимулација и внимание кон тоа како се однесуваме, што правиме со детето, да смени и од приказна кај што сме очекувале дека детето ќе заврши со некаква дијагноза, да излезе наскорост дете без проблеми, без никакви проблеми, само нели со малку коригирање на однесувањето. Така. Ваши пациенти се мали бебиња, или рековте малтене од 1-2 дена што туку родени. Кога завршува процесот на физикална терапија кај едно дете? Кај некои случаи само коригирање на родителите се решаваат голем дел од проблемите. Кај некои деца доаѓаат повеќе месеци, на некои деца остануваат и година дена, но најкомплицираниот случај ќе заврши тогаш кога детето ќе проди и ќе протрча како што треба. Односно без да се сопнува, без да е трапаво и да биде чудно додека оди или трча. Спомнавте дека нашите деца се хранат и живеат со телефони. Ајде малку да го прокоментираме ова, бидејќи сите сме сведоци дека децата механички јадат, а знаеме дека движењето е една од основните потреби, како за физички, така и за ментален развој. Една препорака до родителите овде, да се тргнат ли телефоните од развојот на децата и каде му е местото практично, каде е местото на технологијата? И телефоните да се тргнат од развојот, но и да се дозволи на детето да истражува, да се движи, значи не да лази на едно просторче кај што го ограничиле во домот, или не да се шета надвор само во количка, да се пушти да искуси тревата, песокот, земјата, да камчиња, да се игра со камчиња, да трча по камчиња, да оди, затоа што веќе станува на збори за деца кои што не знаат да одат, односно деца што се сопнуваат на нерамен терен или се научени само да одат каде што е идеално мазно. Така и деца кои што се научени да се однесуваат само во домашни услови, а надвор не знаат да се однесуваат заради тоа презаштитување на децата. Не знае да се лизга на лизгалка, се плаши да се пушти по лизгалка, се плаши да се лула, се плаши да се качи на дрво, да трча, ќе се испотиш или не трча, ќе се испотиш, не се качува, ќе паднеш. Но сите тие движења ги јачаат нервните патишта во мозокот и самодовербата на детето. Јас можам да се качам на дрвото, нели може некогаш ќе паднам, ама следниот пат веќе јас ќе размислувам како да не паднам од дрвото. Тоа е се поврзано, значи со мускулите, работата на мускулите и на мозочето.
Многу често веќе имаме дечиња кои што доцнат во развојот и со доцнењето на развојот веќе покажуваат и некои знаци на аутистично однесување, односно флапинг, кружни движења, повеќе се игра само со себе. Тоа се случува многу често кај деца што се оставени да лежат цело време на грбче. Играчките се далеко, не може да се сврти, не може да лази по нив. А тоа многу лесно можеме да го решиме со мала стимулација. Го ставаме на меша, можеби од почетокот ке плаша, но го занимаваме, му покажуваме дека таа позиција е интересна и што све може да направи детето таму. Така почнува развојот, почнува да се лази детето, да се испрва за одење и ги завршуваме тогаш тие движења кои што ни асоцираат на некакво аутистично однесување. Така да стимулација на движењето препорачувам кај родителите, стимулација на самодовербата на децата, да бидат децата храбри, да се движат, нели да размислуваат како да одат по нерамен терен, да размислуваат како да не паднат, да играат брканица со децата, за да размислуваат како да не ме фатат, како да фатам побрзо. Тие цик-цак движења многу убаво го развиваат, го зацврстуваат целото тело, секоја мускулатура која што ако едно дете седи во дома цело време лежи на грбче или не седи со телефонот пред него, нема како да ги развие. Може ли да направиме, при крај сме со интервјуто, некаков календар, кога, пример, за родителите препорака, кога треба детето да почне само да седи, кога треба да јаде, бидејќи има различни верувања, што треба да му се даде, кога треба за прв пат да се однесе нели во природа, да се пушти. Еден календар, да кажеме, на 6 месеци треба да се прави ова, после тоа... Така, значи, иако родителите мислат дека е многу рано, уште во вториот месец бебињата треба да имаат позиција на меша, односно да знаат што да прават кога ќе ги ставите на меша, не да лежат доле, туку да се потпрат на подлактица, да свртат главата лево десно, да се заинтересираат, иако тие уште гледаат многу блиску, ама да се заинтересираат и да можат да дигнат главата за да погледнат околу. Третиот месец веќе очекуваме децата да се грабат за играчки, дури кога се на грбче да се грабат и убаво да фатат играчка. Петиот месец веќе да се подигнат со дланките, да се потпрат од меша и да се подигнат, да се припремаат за подигање за лазење. Веќе околу 6-тиот месец, за вртењето да кажам, околу 4,5 до 6 месеци почнува да се вртат децата. За лазењето, значи од 6 до 8 месец, па и до 10 може да се појави лазењето, затоа што не сите деца лазат. Од 8 до 10 месец да седне и околу 12 месец веќе проодуваат 50% од децата, ама и може и малце покасно до кај 16 до 18 месец. Тоа веќе е некоја горна граница и не сакаме децата да проодат тогаш, но се толерира ако се е друго нормално, се толерира тогаш. Но ако едно дете е доволно стимулирано, ќе прооди и побрзо. Овие граници ги запазуваме затоа што секое доцнење кажува дека има некаков проблем. Не може дете да не ги направи тие работи во границите, а да нема ништо причина. Односно, ако едно дете не седна до 10 месец, ако не почне да се врти до 6 месец, веќе очекуваме и дека има и застанување во менталниот развој. Добро, се случува ли родителите да дојдат, да нели им укажувате на тоа дека детето има некаков проблем, да го негираат, бидејќи има многу такви случаи да не ги гледаат сопствените деца со вистински очи, што правите во такви случаи? Многу често, јас веќе споменам дека многу често голем предизвик е родителите да се убедат кога да дојдат на физикална терапија. Го гледаат како нешто страшно, го гледаат како дефинитивен проблем. Но јас веќе споменав дека некогаш многу лесно ги решаваме работите со неколку вежби дадени за дома, со неколку насоки како да се однесувате дома со децата, затоа што стварно постои еден тренд на пречувување на децата и овие насоки се добродорени. Да, претходно родителите не ги носеле, бабите наши и дедовци не ги носеле децата на физикална терапија, но сега веќе имаме зголемен тренд на деца со аутизам, нели, кои што секогаш доцнат во развојот. Нема дете со аутизам кој што не доцнало во развојот. Значи можеме на почеток веќе да почнеме да стимулираме и да го спречиме или да го минимизираме тој степен, да. Или деца со церебрална парализа кои што ги гледам некогаш на 2 години веќе поставена дијагноза, но тоа дете јас мислам дека многу лесно ќе можело да биде многу подобра сликата доколку се
започнало на време со физикална терапија и со правилна физикална терапија. Затоа не секој физиотерапевт може да прави физикална терапија, треба доста до обуки, доста работа, доста искуство за да може да се препознае кога и што да се употреби. Јас веќе имам сертификати во странските држави каде што веќе сум обучена за да можам во најтешките случаи да делувам и мораме да го искористиме на периодот во првата година кога мозокот е најпластичен и кога најмногу можеме да постигнеме. Го пропуштиме ли тоа, се многу потешко оди. Така. Значи, еве порака до родителите од ова интервју да ги пуштат децата да играат и да бидат она што се, меѓутоа од вас, нели, како стручно лице. Препорака до родителите, што треба така? Сега скоро прочитав во Јапонија за шумско бањење, односно терапија во шума, која што веќе и се наплаќа доста добро таму, нели? Односно терапијата што може детето во природа да ја добие како стимулација, звуците, надворешната средина, сонцето, ветрот, па и дождот, треба децата да се изнесуваат надвор за да може да се стимулира од секакви стимулации да почувствува, нели? Тоа е докажана терапија, водно го имаме тука, децата може што како бебиња на грбче да се качат и да нели да го носиме на грб и да се качуваат, да го искушуваат тоа искуство да го доживеат. И во парк не да се држи тука да стои на едно место, да се пушти да игра слободно низ тревата, па да лази низ тревата, да се качува кај дрвата, кај клупите, сегде да истражува детето. Структурираната игра не помага многу за развојот на мозокот. Слободната игра кај што ќе може детето креативно да размислува што можам јас да направам со тревата. Ако се сеќавате, ние правевме манџички. Манџички правевме цвечиња, правевме венчиња во коса. Тоа многу убаво ја развива фината моторика. Одењето по трева, по песок, тоа супер развива. Има многу деца кај што сега на овие родители што доаѓаат тука и што детето им е пред проодување, им кажувам сега кога ќе отидете на одмор, го пуштате по песокот и со гаранција ќе проводи затоа што таму многу убаво се сензорно се стимулира детето, стапалото се стимулира детето, е малце подцврсто со одењето по песокот и неколку дена вежбање ќе се проводи. Така. Ајде за крај на интервјуто, дали е овој тренд на пречувување, неколку пати спомнавме во интервјуто, на деца балкански, македонски или е ова секаде вака по светот, бидејќи имате доста сертификати надвор од држава? Да, насекаде во светот се зборува за пречувување на децата, за облекување на децата или уредување на собите, па и играчките во беж боја, која што не е доволно стимулативна, нели? Сега во Германија слушнам веќе како зборува и за деца што ова дете е растено во село. Значи добро, надворе трчано, растено, играно. Така да и таму значи се осеќа тој тренд на живот во град, на структурирана игра, односно децата така ги носиме по активности, а треба да имаат наместо да имаат слободна игра и креативен ум. Така. Ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Се надевам дека гледачите ќе извлечат барем нешто позитивно во однос на одгледувањето на нивните деца и дека нема да ви бидат пациенти, нели секако на крајот на денот. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат, следете го нашето веб издание и очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.